Навивате за кандидатот на поддржан од ВМРО ДПМН за општина Центар, професорката Наташа Котлар. Така е. Таа е историчар, професор, жена. Да. Веќе имавме еден обид професор, жена, да влезе во високата политика. Професорката Гордана Силјановска-Давкова беше кандидат за председател на државата. Има ли место во моментов, дали нашето општество е созреано, таков профил на жени да влезат во високата политика? По искуството на професорката Давкова, зашто ми е многу жал, се уште не. Се уште не. Иако лично сметам дека во тој момент Македонија немаше подобар и не можеше да најде подобар кандидат од неа. Што и пречеше, можеби и пречеше тоа што е жена, можеби и пречеше високиот стил на говор, брзата мисла, желбата за право и правда, можеби и пречеше тоа што беше премногу добра и различна од огромна група на луѓе кои не сакаат така од на другото е полесно. Знаете, да се полесно е да се смеете на сидрото ќе не води напред и ќе пловиме со палка и ќе мериме струја во мегавити. Полесно е тоа и човечки е да се одбере полесното, а ова што е сериозно изгледа тешко, изгледа непознато и затоа луѓето можеби и не го одбираат тоа, но за тоа е криво нашето образование. Јас не велам дека е криво само во овие 2-3 години, нели? Јасно, тоа е со генерации се создавани таквакви генерации. За тоа јас сметам дека особено внимание треба да му се посвети на образованието и тоа ќе биде долгорочен процес во кој ќе мора да има консензус меѓу речиси сите партии, односно сите партии. За го повторувам ова, но сметам дека е важно, за да се, како велам, трасира еден пат кој нема да ја менува трасата со промена на власта. За ние, ако почнеме сега, по промена на оваа власт, да имаме резултати после 10 години. И сега на професорката Котлар да се вратам. Она е посебно драга и мила, затоа што имаше доблест, имаше храброст, кога повеќето луѓе молчеа да излезе, не партиски, нели, од ВМРО си го тераше своето, но она не е припаја на нашата партија, да излезе и да го брани своето што ни припаја по право на правдата и господово право, тоа што е наше. А тоа е нашиот идентитет, тоа е нашиот јазик, па и името кое го променивме. Така, па за волја на вистината само жени го брана и јазикот и името. И Улчар, професорката Улчар, и од институтот имаш уште 2 професорки. Така е, но и професорот Гоце Цветановски, да не го забораваме од институтот. И вако, бидејќи жените се сега по доминантни. Да, значи, таа е научник, таа е истражувач, професорката Котлар, и луѓето кои животот го посветиле на науката не може да бегаат од вистината и не може да бегаат од правото и затоа јас сесрно се надевам дека таа ќе победи во Центар. Верувате дека ќе исплива во море со пирани полно? Се надевам искрено затоа што Центар би требало да е урбаната средина, центарот на центарот. Па млади луѓе кои студираат, кои треба да читаат, ако ништо друго барем интернет и нели и така натаму да истражуваат. Јас се надевам дека ќе преовлада таа интелектуална мисла и кој ќе дозволи на професорката со сета своја енергија која ја има и сето свое искуство кое го има во работата да го примени во градот. И јас не зи верувам. Оти на научниците не им веруваме.
Јас нејзи верувам дека се По она линија што на го научни. кажува, се она што го кажува, ќе го оствари. Знаете, да не го оствари 100%, да го оствари 80% е доволно наспрам нулата која ја добивме сега. Живеам во центар и верувајте, на само 10 метри од мојот влез се наоѓаат кантите за ѓубре и е несносно мириса Ја лете. делиме истата судбина. Не, а ја делим иста. А зиме газиме во ова дождливо време, низ ѓубрето поминуваме на улицата. Има многу нешта кои професорката ги ветува, кои на вистина ќе го променат живењето во општината. Се разбира дека екологијата е во вака загаден град, во центар Треба на да е прво приоритет. место, зеленилото, чистотата, паркинзите, велосипедите, се што ветува е навистина на место, не е мегаломански, не е неостварливо. Нели од никогаш се ветува нешто што е неостварливо, Па повели мислам што дека е се тоа. во оваа кампања сите се уплашени да ветуваат премногу. Така, ова е нешто остварливо, а многу значајно. Така, ја поддржувам и како професорка, моја колешка, и како жена борец, и како научен работник, и длабоко и верувам. И ги повикувам сите да се придружат на моето мислење, да ја изгласаат, па дури ако се несигурни, за да видат дека може и поинако, а она сигурно ќе покаже дека може и поинако. Ви благодарам. Фала ви вам, многу ви благодарам.